Убав и среќен ден, драги наши пријатели! Јас да ви кажам, денеска со екипата на Вкусот на традицијата сме си во Златно буре Кучково, каде што си ги направивме подготовките за денешниот рецепт на денот, предлог за вашиот ручек, вечер и така натаму. Знаете дека ние се следиме тоа што си има на пазарот, тоа што е наше македонско, наше традиционално, па многу да ви кажам, не се работуваме со увозот на пазар, што ние си сакаме тоа што си расте кај нас во бавчата, под фолиите, на нивите, сето тоа да си го искористиме и да си направиме вкусно јадење за семејството. Гледате овде чади, веќе чади, што туку го сваривме компирот. И тоа ово е убав кратовски компир за мерак. Погледнете 1 кило еден компир. Сега ќе ви направам еден специјалитет што многу ќе ви се допадне. Јас сум однапред сигурна, а тоа е запечен карфиол со пире од компир и морско оревче. Значи, толку е тоа нешто убаво. Прво, што немаме брашно во оваа тава. Туку, на местото од брашното згуснувањето го прави компирот, а и тавата за машала си е издашна. Значи, ќе ни треба околу 1 килограм и половина компир, кога ќе го излупите, тој ќе си дојде некаде од околу килограм 200, вака сварен, и ќе ви треба една лажица за правење пире, една мала главичка карфиол, еден прас поголем, насечкан и испржен, 2 големи кобасици, дали тенки, ако е дебела, една ставите, димена, насечкана, 1 кафено лажиче морско оревче нарендано, 250 мл млеко, 250 мл хопла, 100 грама путер, малку бибер, триена сол, мешан сув зеленчук, сол, 1 до 2 супени лажици зејтинче и малку ќе ја користиме ако не ни недостига. Ако ни недостига, малку и водата од компирот каде што се вара. Најпрвин што ќе направам? Путерот ќе го ставам на дното од тенџерето каде што ќе пасирам, тоест ќе правам пире. И сега, колко е врело. Така. И сега од самата топлина на компирот ќе си се стопи и путерот. Така. Машала, колкав компир е. А многу е вкусно и баш е сега времето за правење на овој специјалитет. И сега започнувам да гмечам со лажицата. Така. И путерчето си е тука и тоа ќе си се гмечи, ќе си се стопи. Тука во тенџерето ќе ја правам прво припремата, а после се ќе ставам во земјената тава. Додека јас ова го правам, ќе ставам малку масленце, значи за ова ми треба 1-2 супени лажици за да ја пропржам малку кобасицата. Така, колку малку да ја фати врелец и да пушти од масното. И главичката карфиол, значи да не биде поголема од 300 до 400 грама од прилика. Ова колку ќе биде добро.
сега ќе го ставам и другиот компир и веќе завршувам работа со компирите. Така. Ете, и мислам дека му е доволно, па да не се препржат, оти тие ке си се печат. Ете така. И ова да го. Ете така. Оваа тава ма редовно секоја година ја правам кога ќе излезе карфиолот. Со сите овие додатоци, значи, посебно ја препорачувам за оние кои ќе кажат, јас не јадам карфиол. Направете му оваа тава, па да видите дали не јаде карфиол. Нема ни да го препознае карфиолот. Ете така. И сега, тука го ставам и млекото и коплата за готвење. Ете така. Колбасот е веќе готов. И сега се промешувам овдека. И зачините ќе ги ставам тука. Прво ќе ставам сол. Компирот се вареше без сол. Ставам сол по вкус. Така. Ставам малку мешан сув зеленчук, исто по вкус. Бибер, повеќе бибер да има. Ајде така, половина кафена лажичка и малку на врвот кафена лажичка триена сол. Ете така. И сега промешувам добро. Зачините да се измешаат убаво, да се соединат. И сега ќе ја употребам уште малку лажичката. Така, ако има, не мора да е нели она идеално, како на блендер, но како што си правиме домашно пире. Погледнете како ова треба да изгледа. Уште малку имам тука. Мислам дека е ок, како што вика Јана внука ми, ок. Ете така. И сега ќе пробам да видам дали треба уште нешто да додадам. Мислам на сол. Не свес. Сега ќе употребам веќе земјената тава. Сето ова го префрлам тука. Убаво со дрвената лажица. Ќе го изгребам целото тенџере. Мераци. Ете така. Добро. Сега ќе го ставам колбавчата. Така. Празот. Претходно испржен еден страк. Сега ќе ставам морско оревче. Така,
нека го имам колку го сакам овој зачин. Убаво промешувам се. Карфиолот цела главица само го обарувате. 5 минути, не повеќе. Значи, не повеќе. Така. Еве како можете да направите убав вкусен ручек со еден колбас цело семејство да јаде. Така. И сега значи не можам да ви опишам, ова не се опишува колку е вкусно, ова мора да го направите за да се уверите во тоа. Сега полека ги вадам цветовите од карфиолот. Така. Сега како испадна така. И сега го правам следното. Цветче по цветче го ставам натре. Со цветот нагоре. Така. Колко е овој прекрасен карфиол. Значи вака. Цветот да си е нагоре. Ќе ги отстраните вака дебелите делови, да не прават ѓурултија во тавата. И после седни и не можеш да престанеш да јадеш. Таква е работата со ова. Еве, таман една главица, малецка, таман за... И сега вака. Ќе му додадам само малку водичка, ќе му додадам, колку да го покријам карфиолот. Ете така. Може и обична водичка да додадете, не е проблем. Еве имам ја и обична, ако не сакате каде што се варал компирот, само малку од озгора. Ете толку треба. И веќе ова оди само да се потпече, затоа што другото се е направено. Значи, откако ќе почне да крчка, 20 минути и вадете, толку. Ќе ви дојде на почеток можеби малку реткичко од млекото, од хоплата, но не грижете се, така треба да биде. Така треба да биде. Ете, тоа е тоа. Може и овако ми остана малку масленце. Ама хоплата е доволно масна. Значи, одам во кујната да испечам тавата, да уживам во мирисот што ќе го добијам при печењето, а за јадењето веќе да не ви кажувам. Ви останете со вкусот на традицијата, ќе направиме и салатка некоја, па ќе видиме кое со што оди, па малку винце, па ќе си седнеме, ќе ручаме и ќе ми бидете многу благодарни за овој рецепт. Останете со вкусот на традицијата. Леле. И ми викаат персоналот во кујната, викаат да ни оставиш, Адријана, да ни оставиш сите да пробаме. Леле, колку е убаво. Ау!
Гледајте го цветот на карфиолот со компирот. И ова доле такво убаво пире е направено. И вака ќе си брцнам малку подоле. Ете така. Ау, каков мирис. Каков мирис, каков вкус. Можете да го послужите со салата, со пиперка, со пинџурче, со што сакате. Така, прво да си земам од карфиолот. Замерак. Лудница. Лудница колку е добро. Комбинацијата на колбасот со пирето, со морското оревче. Нема најаскова. Значи си зимаш вака карфиолче, па си ставаш од филчето, од компирче, од колбасот. Фантазија. Направете го ова и уживајте во вкусотиите на ова јадење. Ве поздравувам од етно ресторанот Златно буре Кучково. И знаете како велат? Дека ниту еден човек не е толку празен како оној што е полн со себе. Довидување до следната емисија.